Поминавме од самиот старт утринава, кога ќе се спомене Јане Стефанов, синонимот ни е адреналин и токму таков еден интересен 24-часовен адреналински ден ни предстои за многу скоро, тоа е на 26 јули, каде што Јане Стефанов заедно со Љубомир Нетков ќе имаат можност да си спробаат докаде сте во животов со многу работи од спортот. Така, Јане? Еден интересен 24-часовен предизвик. Да, убава забелешка, си направивме предизвик за да можеме да видиме ние докај сме со адреналинските спортови. Да, а на тој начин веројатно ќе бидете мотивација и пример за многу други кои што верувам дека ги има влюбеници во адреналинот во нашата Македонија да направат нешто вакво во иднина. Само да ги поздравиме или ви ги представиме Јане Стефанов и Теја Поповска, која што е координатор на целиот овој проект, логистика и се она што подразбира во позадина организација. Јане, споменав веројатно да видиш ти докаде си, но од каде идејата еве потекнува, можеби се оттаму лично да видиш што се можеш или сите оние, бидејќи си инструктор за многу работи, тоа сме го зборувале во многу наврати, да пробаш сите тие активности што знаеш, да ги практикуваш и сакаш да ги направиш во еден ден? Да, идејата беше буквално да биде предизвик и личен, меѓутоа со повеќе размислување и разговарање со другите луѓе, се изроди дека не е само еден личен предизвик кој можеме да го направиме, него и да покажеме дека овие спортови постојат во Македонија, исто така да покажеме колку е убава нашата земја за да се занимаваш со овие спортови. Сите стратегии за туризам што ги имаме во Македонија направено досега кажуваат дека алтернативните спортови треба да се на прво место и затоа и се инвестира толку во инфраструктура, во патеки, во разни вакви спортови за кај што може туристите да доаѓат и да се занимаваат. Овој предизвик нема, да речеме, врска никаква со туризмот, значи ова го прават двајца луѓе, јас и Чичо, и преку видеото што на крај ќе излезе од целата оваа активност, ние баш тоа сакаме да покажеме дека има спорт и дека има и можност за занимавање со овој спорт и нормално да покажеме колку ни е убава нашата татковина. Многу природни убавини кои што е убаво да се доживеат од воздух, од различна перспектива. Да, има од различна перспектива, тоа има делови во воздух, има на земја, има во вода и има околу огнот каде што ќе се забавуваме до касно во ноќта до каде што ќе ни држи силата, нели? Овој предизвик со време како се развиваше, решивме да вклучиме во секој сегмент, да вклучиме клуб локален, ја ги викам локални херои, кои се занимаваат токму со тој спорт, за да може да ни помогнат да го организираме ова да биде побезбедно и подобро. Значи, од почетокот ќе објаснам како тоа се движи низ Македонија. Почнуваме на изгреј сонце во Настенковец, полетуваме со ултралесен авион, Пипистрел, Алфа Тренер. За овој дел не поддржува клубот ПФЦ, што е. Кога ќе полетаме со тој авион, имаме точно рута која треба да стигне до Конјари, Мало Конјари, тоа е аеродромот во Прилеп. Во Прилеп менуваме авион, влегуваме во поголем авион со падобрани на грб. Двајцата сте во исто време или сте си во еден авион? Не, двајцата сме во истиот авион сме натаму. Влегуваме во друг авион кој ни е за скокање со падобран. Тој авион качува висина над Галичица. Тоа малце е предизвик затоа што местото за слетување е 1600 метри надморска височина. Ние треба да качеме минимум уште 1500 над тоа. И кога ќе скокнеме тука ќе со нас ќе скока наша пријателка падобранка Јелица Крајчевска да не поддржи во тоа. За овој дел и овој сегмент е нормално аероклубот Скопје кај што сум ја член. Кога ќе слетаме на врвот на планината, тука не чекаат параглайдинг Лейк Охрид, локален клуб кој прави тандем летови во Охрид. Тие ги зимаат падобраните, ни даваат параглайдери, ние полетуваме
И тука има две опции, во зависност од тоа каков ќе биде дента ветрот, или ќе слетаме во Љубаниште, или ќе слетаме во Тешево. Но како и да е, ние са бајлето ќе знаеме каков е ветрот. И ќе знаете каде ќе знаеме каде да не чекаат луѓето со моторите. Значи, за тоа е Марк задолжен, тоа е едно здружение кои учат како се возат овие офроуд мотори. И со моторите се качуваме до Вија Ферата, тоа е природна карпа, каде што почнуваме да го делот со нели земја. На фератата качуваме, за овој дел е спасителната служба во Охрид, опремата ќе ја земеме од колибата Спиридон и се качуваме на таа ферата. Кога ќе завршиме со фератата, доаѓа делот со даунхил возење на точаци. За овој дел е еден локален херој таму што е Јованов Јован, кој ни помогна и сега да трасираме патеката која ќе треба да стигне од Корита до Пештани. И кога ќе стигнеме доле во Пештани, долго трае, знам, сега ќе кога ќе ни кажеш што се ќе правите. Кога ќе стигнеме во Пештани, тука бидејќи тука е најдлабоко, најбрзо, можеме да влеземе длабоко. Влегуваме во вода. Што е најдлабоко и најбрзо? Најдлабоко, значи ставаме на себе опрема за нуркање и влегуваме во езерото до 20 метри. Значи тука најбрзо езерото е длабоко на таа точка. И Кај Пештани рековте? Да, кај Пештани. Кај хотелот Десаре тука пред тоа. За овој дел ние се задолжени, кампот скаут има цел тој дел за нуркање. Тие ќе се грижат за нашата безбедност и нашиот пријател Дуле Нинджа ќе прават да нуркањето биде безбедно, бидејќи после сите овие активности веќе телото чувствува замори, веќе мора да пазиме многу повеќе за приправење на овие инаку нормални активности за нас. Кога ќе излеземе од водата, идеме прво со велосипеди до Лагадин, потоа од Лагадин со кајак до Куба Либре во Охрид. За овој дел со кајакот ни е, да речеме, задолжен, односно овој дел го покриваат најстариот кајак кану клуб Стрмец во Охрид што е и ветеранот на кајакарството во Македонија Раде. И тој со неговите деца што ги учи сега, они има таму школа за учење, ќе не пратат во овој дел. И на крајот е од Куба Либре до Канео, каде со супови ќе треба да поминеме и за овој дел е суп Охрид. Да. Задолжен и Ивона, таа го ја прави рутата и нели колку време се грижи за безбедноста и така натаму. И на крај сите завршуваме во Струга. Значи од тука се собираме, завршуваме во Струга и околу огнот во тоа извиднички камп скаут. Правиме мала прослава на завршување на денот, каде што имаме донации од пивара за сокови и пива и уз огнот го прославуваме завршувањето, што се надевам дека ќе го постигнеме. Да, колку имаше само за зборување и да се објасни цела оваа рута или како изгледа тоа 24 часа, а ние пак да зборуваме додека се прави, сите на кој што треба да се вложи. Одлична поддршка, веројатно веднаш или од прва рака, како велиме, за сите оние клубови кои што се дел за одредените активности. Каква е целокупната организација позади тоа, бидејќи и таа ние тука па може да ја прашаме. Да. Предизвик е да се прави, но добро е кога тој предизвик оние кои што го прават, во случајов Јане и Љубомир, се насочуваат токму кон тоа. Но позадината или организацијскиот дел е исто така предизвик за оној кој што го реализира. Целата таа логистика, па и се разбира поддршката која што досега требала да се добие како таква од различни клубови. Колку тоа имаше, да кажам, одредени моменти кои бара навистина труд? Да, голем предизвик е да се изорганизира ова се.
Идејата е да фокусот на нив двајца тој ден биде целосно на спортовите кои што ќе ги прават, нели? Да не се секира со другите работи. Апсолутно, апсолутно, затоа сме сите ние тука. Беше, значи, навистина предизвикувачки сите овие сегменти да се спојат во еден, со тоа што нели се разбира дека нашиот фокус е безбедноста да е на прво место. Да. Па така за секој план А има и план Б и тоа е голем предизвик да се направи, меѓутоа е лесно кога имаш толку луѓе околу себе што онака без никакво двумење, без никакви компромиси ја даваат целосната поддршка позади овој проект. Секогаш кога на луѓето Јане и Чичо ми ја кажуваат идејата, иницијално реакцијата е секогаш леле колку супер идеја. Никој иницијално не се запрашува на прва топка за што се бара ова позади, меѓутоа првите прашања после тоа се чекај, како ќе стигнете од горе до доле, кој ќе ве чека, како? Кој ќе носи опремата? Чекај, точаци имате, глајдер имате, ова е многу и тука веќе се одмотува тоа клопче кога всушност организацијата станува јасно дека е голем дел од сето ова. Меѓутоа пак ќе кажем има голема поддршка од луѓето, од другарите, од пријателите што се тука, кои што само што дознаваат за ова, значи буквално се уваат, кажете ми кај да бидам и кога да бидам. Сега тоа кај да бидам и кога да бидам ни требаше малку време. Рутите да ги направиме, сатницата да ја направиме. Се сменија многу работи неколку пати, како што кажа, временските услови не можеме да ги контролираме, затоа мораше во секоја точка на секоја локација да имаме, окей, ова ќе биде првично, меѓутоа што ако заврне, што ако нели ветерот се смени, особено за тие воздушни активности, тука времето е едноставно нели фактор број 1 и не можеме тука ние ништо околу тоа. Така да беше пак ќе кажам еден вид на предизвик, меѓутоа кога го правиш со вакви луѓе и со ваква екипа едноставно се е некако поедноставно. Се е забавно, да. А сепак професионално. Ја следите временската прогноза, веќе имаме промена на времето од среда па натака, ќе залади малку. Ова ќе биде во сабота. Во недела. Во недела е 26-ти, што се прогнозите или што и да биде, Јане? Се уште е рано да ја пратиме, бидејќи како се приближува денот, временската прогноза станува поточна и поточна. Да. И сега 7 дена пред тоа е рано да видиме како ќе биде. Но го гледаме тоа заладување и таа тенденција, сепак така е концепирано се да летачките работи завршат во порано во денот, во утринските часови кога атмосферата е во развој или многу помирна. Во колку стартува? Изгрее сонце. Значи полетувањето е чим изгрее сонцето ние го фаќаме патот. Сепак нели не можеме ние тоа да го предвидиме, ќе даеме се од себе да го направиме. Времето е единствениот фактор кој ќе влие на нашите одлуки понатаму како ќе го тоа тераме. Затоа и план Б, така меѓутоа сме решени дека и да врне, ние можеме и да нуркаме додека врне, затоа што и онака сме во вода, или да весламе кајак на ветер, или да да се снаоѓаме, да се обидиме да го завршиме. Кајак на ветер, со оглед на тоа што спомена дека кајакот е можеби еден од тешките во водници предизвици. Мене ми е предизвик. Кајак на ветер, Јане, ќе ти биде уште поголем предизвик. Ама е нешто што ќе биде прифатлив предизвик. Вредно да се доживее. И кајакот е предизвик затоа што треба да поминеш дистанца за што е можно пократко време, нели, за да се стигнат сите работи да се направат во денот. Иначе кајак можеме да си весламе полека многу долго време. Да. Тоа е. Сепак не оставаме ништо на нели случајност. Со нас носиме доктор с кој ќе се грижи за нашето знаење, тоа е нашиот пријател Александар Манулев од Поликлиника Манулеви. Тој е експерт за ова и цело време ќе не прати и ќе веднаш кога му ја кажав идејата многу му се допадна. И рече прво одлично, да, супер, сакам јас, ќе ви помогнам се што треба, па после некое време ми се јави, знаеш што, треба да одредиме точки во кои ќе мора да го провериме тоа и тоа. Викам, како сакаш, само и после знаеш што, да дојдеш денес да те прегледам пред идење и така да му направи цела една стратегија од тоа како
како ќе се грижи за моето здравје. Да, што значи И дека тоа- сте во сигурни раце и се сигурни разбира дека како што и кажате, здравјето и безбедноста се приоритет број 1 со оглед на предизвиците, несомнено вашето искуство генерално како тим, но и она кое што се нуди, доста да речеме интересен предизвик кој многумина веројатно ќе сакаат да го пратат и претпоставувам дека прашањата ќе бидат како може да го пратат. Секој сака некако да доживее адреналин, многу малку се некои што тоа така би можело да го направат, ама сакаат да го доживеат можеби преку гледање, различни видеа, можеби нешто во живо и така натака. Да одговориме ете на тоа прашање дали и на каков начин може да се следи. Вие имате Инстаграм страна 24 часа адреналин, каде што ќе бидат постирани одредени видеа кои ќе ги снимате токму во тие 24 часа, но ете за оние кои што ќе бидат на одредените места кај што ќе пристигнувате. Дали за нешто ќе може некој да се приклучи, за велосипедите или пак можеби за моторите, нешто што ќе биде отворено за оние кои ќе сакаат да се приклучат. Да, апсолутно. За сите што сакаат да го пратат овој предизвик, особено на дента на 26 јули во недела, да ја заследат нашата Инстаграм страница. Таму ревносно споделуваме се што правиме и во периодов на подготовки и дента. Таму веќе имаме објавено една иницијална саатница. Ќе објавиме повторно, доколку има некои промени повторно, нели ќе објавиме се што е потребно. И секој кој што сака и смета дека може нели да се приклучи на било кој од овие активности, дали е тоа МТБ Downhill, дали е тоа кајак, суп, сеедно, ќе знаат во колку часот, на која точна локација и слободно, мислам, ние ги охрабруваме сите што сакаат, тоа е приказ на која што сакаме да се сподели, сакаме понатака да прерасне во нешто поголемо. Апсолутно. Така што да, саатницата ќе биде објавена на нашиот Инстаграм профил, на дента ќе имаат они прикачани лайф тракери, кој што ќе ги има на нашата веб страница, така што ако не можат да се приклучат нели во на локациите точни, ќе можат да ги пратат како сите овие активности ги прават дента. Да, теа тимот кој што е во позадина, тоа си ти, претпоставувам и многу друга поголема екипа, каде ќе биде на самиот старт за времето на изгресотот или поаѓањето, стартот на адреналинскиот предизвик. Јане полетува заедно со Љубомир од Скопје, но голем дел од активностите се одвиваат во Охрид и Струга. Ќе бидете таму на самиот во моментот кога ќе стартува се или буквално ја следите екипава па и од Скопје ќе има некој кој што ќе ги следи активностите? Да. Значи они полетуваат нели со авион, за прилично побрзо време ќе стигнат до Галичица. Имаме неколку луѓе со возила кои што ќе бидат еден ден претходно во Охрид, така што ќе бидат на локацијата кога они ќе слетаат на Галичица. Јас уште некоја екипа ќе тргнеме во моментот кога они ќе полетаат тука, или можеби нешто малку порано, ќе ни требаат нели неколку часа до Охрид, така што нема да стигнеме на Галичица, ќе чекаме на наредната точка што е во зависност од временските услови или Љубаниште или Тешево, и понатака на секоја точка имаме веќе испланирано возила со екипи кои што ќе бидат таму, нели во текот на тие неколку часа, со подготвена вода, течности, храна, се што треба, така што тоа ни е веќе направено некаков план. Јане, извини Ивана, за колку време се стига од Скопје до Галичица? Вака? Од Скопје до Прилеп прво за 40 на минути и после имаме уште 50 минути или саат за да постигнеме висината што ни е потребна, бидејќи се оди на 3000 метри надморска височина. Тоа е малце. И тој скок ќе биде уникатен затоа што и слетувањето е на високо, а сите знаеме или не знаеме дека како идеме нагоре, густината на воздухот се намалува и така перформансите на падобранот се намалуваат и така натаму и така натаму. Така е, кажавме, Јане, дека предизвик е кајакарењето во моментот или делот со кајакот, но ако зборуваме вака генерално, најризично или нешто што има таа тежина во смисла на тоа колку навистина треба подготвеност, дали е подобранството или скокањето или пак параглайдингот, што спаѓа во тие поризичните? Види, секој спорт си носи одредено ниво на ризик. Нема и кајакот верувам дека е одредено ниво на ризик се носи. Ама не може да се споредува со не може да се споредува.
За мене лично подобранството не е ризик затоа што јас го правам тоа од 16 години. Ризиците што ги гледаме, да речеме, кога си изморен и возиш даунхил со точек, тука гледам еден дел од ризикот, личен. Ова е лично, можеби Љубе има некои други работи што му се непознаница и го гледам ризикот во нуркањето, само од аспект на тоа дека сме изморени. Дека ќе бидете преморени, да. Да, и треба да се победи. Меѓутоа, во сите овие моменти го спомнавме докторот дека ќе дојде, Да, зашто тука има именување за 24 часа на притисокот, нели, од воздух во вода. Да, нема, обратно е проблем во вака кога од воздух во вода кога влегуваш не е никаков проблем, меѓутоа од вода кога нуркаш и сакаш со авион да леташ, тогаш е проблем. Во некоја друга прилика ќе објасниме. Во сите овие, за да го зголемиме нивото на безбедност, со нас доаѓаат професионалци. Значи, луѓе кои се наши пријатели, кои нуркаме заедно, инструктори по нуркање, ќе има и чамци што ќе не пратат за баш безбедноста, ќе им биде офицери за безбедност. Значи, го направивме така да јас во тој момент го правам. Мојата лична борба е само силата која треба да штедам за наредното возење, а не размислувам за безбедноста. Има човек кој е задолжен да си размислува за безбедноста на секој сегмент. Ако возиме даунхил, Јован ќе размислува за безбедноста. Ако влеземе во вода, Дуле ќе размислува за безбедност. Кајакот, Раде ќе размислува за безбедност. Значи, јас треба само да ги правам тие работи и да стигнам. Така е доведен. Физичката спремност. Физичката спремност. Сада може после кога ќе се забавуваме на забавата да можем повеќе да играм. Тоа ќе го да знае на ќе видиме на 27 ќе знаеме. На тоа поле, но како и да е, оно што ќе ви го посакаме, се разбере едно огромно искуство, верувам, дополнително, но и едно вистинско задоволство за оние кои што ќе го следат профилот 24 часа адреналин, оние кои што можеби ќе ве сретнат токму таму, дел од нив можеби кои што ќе ви се приклучат за тие работи кои што ги споменавме, односно спортови, и претпоставувам по завршувањето успешно на овој подвиг или овој, да кажеме, предизвик, ќе имаме некоја поголема цел. Нешто по адреналинска војнина. Сега за сега не, меѓутоа кога ќе го завршиме ова, можеби ќе се јави некоја друга опција. Некако уште од сега си размислуваме, бидејќи навистина на многу луѓе им се допаѓа како тоа ќе да прашам, многу веќе заинтересирани. Многу често прашуваат, да, има доста се јавуваат, некои дури мислат дека е некаков производ кој ние го продаваме, не е така. Комерцијално нешто. Не е воопшто комерцијално, ова е баш нема никаква комерцијална позадина. Се јавуваат и некако си мислиме можеби другата година да го направиме со повеќе спортови, ама чекај на 27 да видиме дали 9 спортови не собираат, па за 10 спортови да уфрлиме и планинско трчање, да уфрлиме едрење во езерото, да видиме нешто друго опции што можеме да ги направиме. Да се направи за тоа е одлична идеја и за зимски спортови, ама таму малце поладно ќе биде, така да. Добро. Ќе се најдат предизвици во секој случај. Теа дали можеби со оглед на тоа што и ти си љубител на адреналински спортови, следна година ќе си ги замените улогите? Може ли се размислува на такво нешто? Не верувам. Не, мене ми е супер вако позадина од организацијски аспект. Да, или ќе речеме една е жилбата, друга е подготвеност, да се разбира дека не секој што сака адреналин може да го прави ова. Да, тоа сакав и да потенцирам, дека и Јани и Чичо се сепак луѓе кои што со години го прават тоа, значи не е нешто што им е ново, така што од тој аспект сме. Тоа и така треба да биде, да се разбира дека има одредени критериуми како на кој начин тоа може да се спроведе. Ете, ви посакуваме успех, дека биде со лесно и верувам дека ќе имаме навистина, како што споменав, адреналински видеа и ова е нешто што ветува континуитет, затоа и прашав што е следно, но што ќе биде следно ќе останеме во текстот, а па ќе бидеме информирани преку нас и нашите гледачи. Благодарам за поканата што не викнавте, вашата телевизија секогаш не поканува на сите вакви вртоломни што ги правиме. Што ги имате. Сакал само уште да се заблагодарам за Националниот парк за
на Галичица. И исто така би сакал да се заблагодарам на Витаминка кој единствени дадоа барем за бензин парички да имаме на волонтерите што доаѓаат. Факт е дека тука поддршката и од таа страна е особено важна, заради тоа што сакаме да ја видиме нешто, сакаме нели како држава малку повеќе и во тој дел да имаме, како што и го споменавме, туризмот и како што зборевме во нашата утринска тема, сето тоа е промоција на тоа кој што го имаме и го нудиме како држава. Благодариме за гостувањето и ви посакуваме успех во подвигот и во овој предизвик.